Гордана Силјановска-Давкова, кандидатката поддржана од ВМРО ДПМН, е победник во првиот круг на претседателските избори во општина Кочани. Таа усвои 7585 гласа или 1062 гласа повеќе од Стево Пендаровски, поддржан од СДСМ, кој освои 6513 гласа. Блерим Река, поддржан од БС и Алијансата за албанците во општина Кочани, освои 144 гласа. Неважечки се 799 гласачки ливчиња. На изборите гласале вкупно 15.041 избирач, што е 45,78% од вкупно запишаните. Во општина Зрновци убедлива победа на Силјановска-Давкова, која освои речиси двојно повеќе гласови од Пендаровски. За неја гласале 687 избирачи, за Стево Пендаровски 376. За Блерим Река гласале 11 жители на оваа општина. Неважечки се 50 ливчиња. Во Зрновци на гласање излегле 1124 избирачи, што е 44,10%. Во општина Чешиново Облешево, Гордана Силјановска-Давкова има убедлива предност по првиот круг, кој освои 1840 гласа, а против кандидатот Стево Пендаровски 1096. Блерим Река има освоено 24 гласа, а 135 ливчиња се неважечки. Вкупниот број на излезени гласачи е 3095 граѓани. И во општина Виница убедлива победа на Гордана Силјановска-Давкова со освоени 4384 гласа, пред Стево Пендаровски со 3016 гласа или 1358 повеќе. Блерим Река во оваа општина има освоено 59 гласа, а евидентирани се 364 неважечки ливчиња. Во општина Виница на избори излегле 7823 избирачи или 45,65%. Бројките вела дека Гордана Силјановска-Давкова во 4 општини во Кочанската котлина освоила вкупно 14.496 гласови, наспроти Стево Пендаровски, кој освоил 11.001 или разлика од 3.495 гласа. Блерим Река освоил вкупно 238 гласа во 4 општини. Вкупниот број на неважечки ливчиња изнесува 1348.